Добро дојдовте на уште еден наш влог на YouTube, овој пат во време трајање од цели 25 минути, каде што ќе се потрудиме да ви го представиме и да ви го опишеме нашиот одмор, кој што годинава беше во Хрватска, во Истра. Ќе ве однесеме на едно прекрасно патување и се надевам дека ќе ви дадеме неколку корисни совети и информации, доколку и вие планирате патување накај Истра и Хрватска. Ајде да започнеме со тоа на која дестинација отидовме. Бевме сместени во хотелот Парк Плаза Хистрија, но за тоа малку подоцна, во областа Верудела, која што е туристичка зона и се наоѓа на само неколку километри од центарот на Пула. Поточно околу 5-6 километри оддалеченост. Карактеристично за Верудела, кој што всушност е еден полуостров, е тоа што е обкружена цела со тиркизно сино море, има карпести плажи и еден огромен зелен појас од зимзелени и борови шуми. Според мене, ова е едно идеално место, бидејќи има уредени шеталишта, ресторани, мали заливчиња, марини околу целиот полуостров и поглед што буквално ви го одзема здивот. Нешто што не смеам да заборавам да ви кажам е дека тука температурата сите овие 10 дена како престојувавме не надмина повеќе од 25 степени. За нас, верувајте, беше едно вистинско освежување, бидејќи дојдовме од пеколни 40 степени во Скопје. Тоа значи дека и во најтоплите денови нема да се чувствувате лошо, бидејќи, како што кажав, има многу борови шуми кои што создаваат природни сенки. Ајде сега да видите и каде бевме сместени. Бевме сместени во еден од најдобрите хотели тука, Парк Плаза Хистрија, кој што е дел од Арена Hospitality Group, односно Арена комплекс. Целиот Арена комплекс е совршена уредена туристичка зона, бидејќи нуди се што ви е потребно за еден удобен и релаксиран одмор. Тука има повеќе паркинг места, неколку ресторани со различна кујна, барови покрај плажа, шеталишта, супермаркет за секојдневни потреби, можност за изнемување на спортска опрема и просторни градини. Ајде сега нас за самиот хотел да видите. Значи, бевме сместени, како што кажав, во хотел Парк Плаза Хистрија, кој што е поставен на самото крајбрежје и нуди неверојатен поглед кон Јадранското море. Веднаш кога пристигнавме, не пречека професионална и пријатна атмосфера во лобито на хотелот и тоа ни остави еден баш силен прв печаток. Просторот е светол со големи стаклени зидови, рецепцијата е секогаш активна со љубезен персонал кој зборува неколку јазици и е подготвен да ви помогне буквално во секој момент. Сега ќе ви покажам и како изгледаше собата во која што бевме сместена. Собата беше модерна, чиста, комфорна. Имавме трокреветна соба, бидејќи бевме тројца возрастни, со едно мало дете и од моментот кога влеговме почувствувавме удобност и внимателно одбрани детали, кои што го создаваат целиот овој пријатен амбиент. Собата имаше и одличен балкон со поглед кон марината, морето, плоштадот на хотелот, каде што секоја вечер имаш различни забави, детски представи. Ова е тоалетот, чисто да го видите, и ќе се префрлиме на најубавиот дел на хотелот, а тоа е градината и овој прекрасно уреден базен, идеален за освежување и релаксација во текот на денот. Околу базенот има многу удобни лежалки, поставени на сонце или во сенка за секого по желба. Еден од најголемите предности е што целиот простор е обкружен со мирис на борова шума, како што кажав, која создава пријатна атмосфера во текот на целиот ден. Токму и тоа го прави овој простор совршено место за одмор и релаксација. До базенот има и пул бар, каде што може да се ужива во ладни освежителни пијалоци, коктели, кафе и да се слуша шумот на морето и птиците. Сега, сакам да ви кажам дека хотелот имаше супер услуга, ви дава картички и вие секој ден додека престојувате, може да изнемувате пешкири за користење на базенот и за плажата. Нешто што беше интересно е тоа што водата во базенот беше морска, значи имаше сол,
и навистина беше погодно онака за капење, за пливање. Одиме понатаму, каде што ќе се потрудам да ви покажам низ овој влог како изгледаше и самиот оној зелен предел, каде што беа лежалките. Ние доаѓавме секоја утро тука, си го стававме пешкирите, буквално можеш да седиш цел ден покрај овие борови, да не ти биде топло, да го гледаш само погледот кон морето и да заборавиш на тоа кој ден и колку е часот. И ќе ви го покажам и патот, кој што патот до плажата, кој всушност е многу краток. Значи се семнувате од хотелот, го поминувате зелениот предел, има патека која што ве носи до плажата и малку скали до самото море. Ова што гледате десно од видеото се всушност и апартманското сместување. Сега плажата е каменеста. Тоа е типично за овој дел од Јадранот и за Истра, но можам да ви кажам дека има најчисто и тиркизно море, кој ве поканува на капење и уживање веднаш кога ќе го видите. Јас ви снимав тука да видите оваа бистрина на самата вода. Водата воопшто не беше ладна, никако беше изедначена со таа температура надвор и не чувствувавте разлика. Нели за Јадран обично знае да биде, односно дека е поладно море, но супер. Ајде сега да ве носам кон храната во хотелот. Луѓе, ја не знам како да ви кажам, но верувајте дека побогата шведска маса од хотелот Парк Плаза Хистрија немам видено. Тука немаше што нема, од избор за појадок до уште поимпресивни и богати вечери. Имаше само неколку сталажи со избор на свежи салати, на дресинзи, на различни видови сирења, кашкавали, пармезани. Значи, со еден збор беше лудница. Навистина човек тука треба едно пола саат да се задржи, да види што да одбере. Да не збориме дека имаше топли лепчиња, путер круасани, леп без глутен, пченкарен леп, багет, значи што душа ви сака. Ова сега гледате нешто од појадокот. Секој ден имаше свежо овоше, овошни јогурти, крофни палачинки, вафли, житарици, апетисани, значи да не знаеш што да одбереш. Навистина, значи 110, ако морам да кажам, млеко со протеинско, без лактоза, бадемово млеко, значи немаше што нема. Ви правеа плюс и омлет по ваш избор, ова е детското мени, значи печени круасани, како што кажав, крофнички, одлично, одлично, значи нормално не можеш да одолееш да не земеш од палачинките, од овие вафли, кои што супер беа со цимет. Ова беше дел со оние преливи, најомилен, ама најомилен беше кремот со лешник и фстаци. Еве, да видите на во колку големи количини се подготвуваше доручекот. Она стандардно, секако омлети, јајца, сланина, кобасици. Навистина организација на секое ниво. Имаше многу луѓе кои што се дојдени да работат од Малезија и од Филипини, беа страшно културни, многу работливи, многу вредни. Во хотелот имаше и тројца и од Македонија што работат, кои што се дојдени да престојуваат од септември од јуни до октомври. Има многу гужви, не можеме да снимиме. Има голем избор на појадок. Ова е стандард нешто што јас земав. Кајгана, омлет, кашкавал, односно пармезан со зачини, нивното фета сирење, шери, рукола, буџола, ова е како италијанска пршута, панирано веганско ќофте, кашкавал, нешто што да речеме избор ова утро. Игор, ти што зема? Ја веќе чепкав овде, пија класика, јајца, кајгана, моцарела, некои два вида на кашкавал, Милано, да, тоа има голем избор, меѓутоа ете. Ова е за мене кафе. Да, има и кафе, тоа не го сме.
Сега земете го, ја кидам да се донесе, нека седне, нека почне да Чекам прекин дека сме со Вики тука. Ќе следите се еден краток прилог што има во изборот на шведската маса. Тука сме веќе втори, трети ден. Во глобала секој ден е слично, со некои дополнителни измени. Има многу голем избор на благи работи, на вафли, на колачи, на мусли, на различни видови на джемови, салати, ви прават и омлет по ваш избор, како што сакате, палачинки, вафли, значи навистина е голем изборот и голема и гужвата во овој период од годината. Ќе јадеме, па ќе видите нешто што ќе земеме и од благите работи. Ајде. А изборот на Ева од благи работи за денес е палачинка домашна, вафли, мини крохнички и нормално со комбинација на джем од малина и крем. Мислам дека овој слива джем вчера беше од малина. Еве го од малина, ево зема. Еве го од малина. А и ти зема. Имам од малина, имам од јагода, да. Затоа ми, може да од слива, да. Од благо што ти се свига највеќе вака од вчера е... Добро, се уште не си пробал, а вчера што проба? Вчера. Мислам дека го јадеше францускиот круасан путер со... Путер круасан со джем од малина исто, да. Путер Има добри путер круасани, сега не ги видов ова утро, тие големите што беа. Имаше путер круасани. Да. Да снимам само и околината на масава што прави. Ајде. Вики, насмеј се за YouTube. Ева, немој се насмеј. Како не, зашо? Што има врска? Ајде, се гледаме во текот на денот пак. И доаѓаме со делот на вечерата, кој со така беше на база на шведска маса. Тука бевме максимално импресионирани од огромниот избор. Имаше се од сочни меса подготвени на различни начини до свежи морски плодови како лигни, ракчиња, школки во вински сос, филети од риба, различни видови на лосос, сом, крап. Нема ништо подобро кога јадете морска храна на море, особено како што знаат да ви ја направат тука во хотелот. Имавме и две премиум вечери, едната од нив беше истарска вечер, каде што се служија истарски специјалитети, како различни видови на месо, зреен пармезан, секако морска храна, квалитетно бело вино. Истра е позната и Хрватска по добри вина, тука се пие истарска малвазија. Еве да видите како изгледаше послужувањето. Дури имавме и суши вечер со неверојатно добар избор на суши и азиски специјалитети. Една вечер беше мексиканска вечер, каде што имаше начос, тортили, quesadilli. Изборот на пасти беше одличен, со сосови по ваш избор кои што ви ги припремаат, домашни готвени традиционални јадења. Еве ова е делот со салати. Значи, буквално можеше секоја вечер различно да јадете и храната никогаш не се повторуваше. Секоја вечер беше нешто ново, еве ова е дел, еве и со пици да видите. Буквално без зборови сме. Ова е делот со десертите. Многу луѓе помислеа на стори на Инстаграм кој дека е некоја сладкарница. Ова е само една вечер да видите како изгледаат тортите од чизкейк, сахар, овошни торти, чоколадни, крем карамел, значи ова е само торти, имаше плюс колачи, на вистина да не знаеш што да одбереш. И ќе дојдеме до крај и со велнес центарот, кој што има внатрешен базен, фитнес сала, има фризерски салон, спа дел со турска парна бања. Овој дел не се користи нешто многу во лето, разбирливо бидејќи сите се повеќе надвор, но хотелот работи 12 месеци во годината и е супер за вонсезонско користење, кога е нели есен, зима или пак пролет. Ве оставам, еве, чисто на кратко само да видите дека имаат голем велнес и спа центар. И ќе дојдеме до еден клучен дел за цените за сместување, зависно сезоната. Кога е пикот на летото, односно крајот на јули, почетокот на август, разбирливо да има и највисоки цени. Нашиот аранжман, ноќевање за тројца возрастни со полупансион кошташе 340 евра од вечер. Но пак ја кажам, цените се варијабилни, најдобро е да проверите на arenahotels.hr или на Booking. Се на се 100 од 100 презадоволни и повторно би се вратиле во овој хотел.
Еден од деновите на нашиот одмор решивме да направиме мала екскурзија и да го посетиме Фратарски остров, кој што се наоѓа многу блиску до Верудела. Тргнавме директно од марината на нашиот хотел, кај Парк Плаза Хистрија, од каде што секој час тргнува бродче кон островот. Патувањето трае 5-6 минути преку сила, а цената за една насока е 2,5 евра по лице. Сосема пристапно за ваков вид на доживување. Фратарски остров е еден вистински скриен рај, мал остров, целосно обраснат со борови шуми и е совршен за бегство од гужвата. Го гледате делот како го заобиколуваме хотелот и се движиме кон Фратарски остров. Амбиентот на островот е многу мирен и природен, без урбана градба, само природа, тишина и чисто море. Ни информираат дека претежно тука доаѓаат локалното население, односно хрвати, кои што во текот на летните месеци, јуни, јули и август, активно престојува тука и кампува. И навистина беше едно несекојдневно доживување. Плажите се претежно каменести, со неколку мали влезови во вода, идеални за капење. Нешто што може и вие да забележите, дека морето е кристално чисто, мирно, совршено за пливање или пак нуркање и едноставно да се оладите во плитките делови. Немаше гужви, нема лежелки, секој си зафаќа место кое што му е најпогодно под некоја борово дрвце и ужива во овој поглед. На островот, како што кажав, има и уредени места за седење, пикник, кампување и се ужива во текот на целиот ден со скара и со пиво. Може да го прошетате островот за околу половина час и секој агол нуди нов прекрасен поглед кон морето и околината. На крај ќе ви кажам дека ако сте во Пула и сакате нешто поразлично, Фратарски остров дефинитивно вреди да се посети и дефинитивно ќе пронајдете нешто што не го гледате баш секој ден. После долгиот и убав ден на Фратарски остров, решивме вечерта да ја завршиме со прошетка низ градот Пула. Секако, прво на агендата ни беше посета на арената во Пула, кој изгледа величанствено, навечер целосно осветлен. Тоа е дефинитивно еден од символите на Пула и вреди да се види и дење и ноќе. Веднаш штом зајде сонцето, градот тука добива една друга атмосфера, улиците се полни со живот, а светлата создаваат една посебна магија. Прошетката продолжи до стариот дел на градот, каде што има тесни калдарми и улички, стари фасади кои ве носат назад низ времето. Ова е плоштадот во Пула, каде што имаше и некој концерт. Луѓето седат по тараси, свири жива музика, од секој агол се чувствува мирисот на храна, пица, морски плодови, посластичарници, каде што во голем дел се служи джелато. Си поминавме супер, купивме по некој сувенир. Дефинитивно, доколку останевме повеќе од 10 дена и повеќе пати ќе ја посетевме Пула. Ова се тие продавници, джелатерии, има голем избор на стритфуд, понуда на храна. Се на се, супер. Следниот ден решивме да направиме мала дневна авантура и да го посетиме секако Ровињ, еден од најубавите градчиња на Истарскиот брег. Нашата прва станица беше плажата Лоне, која се наоѓа веднаш под хотелите Лоне и Монтемолини. И што да ви кажеме, ова е еден вистински рај. Просторот околу плажата е уреден, мирен, обкружен со густа шума, природна сенка, има и бич бар, тука го пиевме едни од најубавите апероли кои што ги имам пробано. Во делот на хотелот има луксузни лежелки и базен каде што ги користат гостите на хотелот. Се е безпрекорно чисто, средено, има опуштена атмосфера и професионална услуга. И после неколку часа на плажа се упативме кон стариот град Ровињ со своите тесни улички, шарени куќички, мирисот на море, лаванда. Ровињ ве освојува дефинитивно на прв поглед. Градот е полн со уметнички галерии, мали кафулиња,
Скриени скали што водат до прекрасни погледи кон заливот, навистина романтично топло место, идеално за прошетка, фотографирање и целосно уживање. Ровин дефинитивно беше еден од врвните моменти на ова патување. Јас би кажала комбинација од луксус, природа и шарм на старо медитеранско градче во Истра. Ве оставам да поуживате во овие прекрасни видео снимки. Еден од најзабавните моменти од нашиот одмор беше екскурзијата со Рио Боутс, која земавме директно од Верудела. Целото ова доживување трае неполни 2 часа и чини 26 евра од лице. Вреди буквално секој денар. Екскурзијата вклучува пловење околу околните острови и заливи. Имате водич кои раскажуваат интересни и приказни и локални легенди. Навистина беше забавно и опуштено. Она што ја прави оваа тура посебна е тоа што бродот има стаклена платформа и на самото дно ги гледате рибите додека пловите. Можеш да го видиш буквално целиот подводен свет. Беше навистина магично. Рибите буквално постојано плива околу нас, а морето е толку чисто што се гледа како да е на дланка. Од овој брод кога се возите може да видите диви плажи и природни гледки. Додека се движевме околу островите, пред нас се отвараат диви плажи, скриени за ливчиња и карпести брегови. Места кои што може да се стигне само со брод. Сега го гледате делот каде што водичот ни раскажува за коралите и рибите во овој дел на Истра. Навистина беше магично да се гледа цело време. Турата беше многу опуштена и немаше тој ден многу гужва, што за нас беше супер. И тука ќе го видите едниот од водичите. Еве ги рибите, им фрлавме лепчиња и се собраа како јато, но беше прекрасно. Ова е толку природно и недопрено, што навистина имаш чувство како да се на некое тајно место далеку од се. Пак ќе кажам, ако сте во Верудела, во Пула и сакате нешто поразлично од класична плажа, оваа екскурзија со Рио Боутс е одлична опција, бидејќи имаат и многу пристапна цена за самата тура. Ќе добиете уживање на вода, сонце, подводен свет и преубави гледки и што може повеќе да се посака од ова. И да не заборавам да кажам дека домакините на Рио Боутс ќе ве послужат, па ќе кажам, со домашна истарска малвазија, ладно бело вино и истарски кроштули. При крајот на нашиот одмор решивме да го посетиме Пореч. Градот буквално не осви уште од првите чекори. Морето тука е како од разгледница и како што го гледате на овој клип, мирно, чисто и со она специфична тиркизна боја која веднаш те примамува и те повикува да влезеш. Генерално плажите се уредени, не изгубиле од природниот шарм, има делови со сенка под борови дрвја и се совршени за цел ден на море и без да бегате од топлото време. Особено не воодушеви областа Плава лагуна, зелена просторна, убава и супер организирана. Ова е појас во Пореч, каде што се сместени плажите, дури има и мал дел на песочни плажи, но претежно се карпести и каменести, затоа и водата и тука е многу чиста. Пореч е некој баланс помеѓу активен одмор и она вистинско уживање во морето и во природата. Немавме многу време да го посетиме стариот град, но се надевам дека во следна прилика, кога ќе одиме некај Хрватска и Истра, детално ќе го истражиме и ќе можам да ви пренесам повеќе импресии. Тука веќе ќе заврши нашето видео, бидејќи и толку ми се материјалите од тоа што успеав да снимам. Ќе се видиме во некој нареден влог.
Се надевам дека ваквите патувачки искуства ќе ви помогнат и ќе се дружиме повторно на некое вакво видео. Чао!